Учебната година почна, но хаосот со јавниот сообраќаен превоз остана нерешен. Иако приватните превозници се вратија да возат, откако им беше исплатен дел од долгот на ЈСП, сепак средношколците тешко успеваат да стигнат на време на час. Велат автобуси нема, а оние кои ќе се појават на постојките ги чекаат со часови. Попладнево сликата што ја сними камерата на Алфа не беше ништо поразлична од онаа пред почетокот на учебната година. Па нема сега автобуси, а Тирнаска нема автобуси. Па негде 20 минути сега од кога се вратив од школа тука застанав и нема, еве го. Чекам двојка го нема. Така исто и вчера се случи, чекам околу 20 минути не доаѓа. 20 минути чекаме. Нема автобуси? Нема автобуси. Никакви автобуси нема. Нема ни приватни, ни државни, ретко. 45 минути вчера. Дел од граѓаните велат дека ситуацијата малку се подобрила и дека сега не чекаат толку долго како претходно и дека автобуси има. 5 минути еве. Не, има да. Добро. Нешто има промена некој, али не е кој знае колкава, мислам да се осети на близуче време. Ако кога почна приватниве да возат, поредовни се. И додека скопјани со месеци се мачат како да стигнат до постакуваната дестинација, од автобусите доцнат, речиси редовно се преполни и често се расипуваат. Градоначалничката Арсовска никако да најде решение за хаосот. Таа се иззема од одговорност, а вината ја побара во Советот. Проблемот со приватниците се провлекуваше со месеци, а вчера ЈСП волшебно најде пари и им исплати 80% од долгот, пошто тие од вчера попладнето пак почнаа да возат. Инаку на ЈСП му недостигаат автобуси за да биде покриен зимскиот возен ред, кој почна во неделата, но засега нема никаква информација до каде е поправката на 40 автобуси, за кои директорот на претпријатието се заложи дека ќе ги сервисира.